утро, се јавуваме во првото вклучување на лице место од пред Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков по повод 5 мај, денот на македонскиот јазик. Имено денешниот ден е денот кога се слави еден од клучните темели на нашиот идентитет и денот кога е озаконета македонската азбука во 1945 година. Повеќе во продолжение за денешниот ден слушаме од мојата денешна гостинка, професор Елена Јованова Груевска, која е директорка на институтот. Да и посакаме добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на Телма телевизија. Одбележуваме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Што значи тоа во практична смисла? Значи, денес се подсетуваме на историски моменти. Тоа е 80 години од прогласувањето на македонската азбука, а во јуни месец ќе бидат 80 години од објавувањето, обзнанувањето на првиот македонски правопис. Затоа од 2019 година по предлог на тогашниот Совет за македонски јазик е утврден 5 мај за Ден на македонскиот јазик. Институтот за македонски јазик всушност од своето формирање 1953 до денес работи на проучување на македонскиот јазик на сите рамништа. И тоа за нас всушност значи наука, нели? 5 мај за нас значи е синоним за научни придобивки, научно проучување на македонскиот јазик на дијалектно, на ономастичко, историско ниво, потоа современ јазик и се разбира лексиколошки, лексикографски проучувања. Од пред неколку години почнавме и со етимолошки проучувања на област европеистика и се разбира со комуниколошки проучувања. Всушност 5 мај е денот кога треба сите македонци да се запрашаме, но и да си ветиме дека ќе внимаваме малку повеќе на правилната употреба на македонскиот јазик. Ние сите мислиме дека го знаеме македонскиот јазик, меѓутоа има различни нивоа на познавање на јазикот. Дали го знаеме разговорно, дали го знаеме дијалектно или пак го знаеме стандардно. Можеби ги имаме овие сите три рамништа, сите три нивоа. Тоа само ќе каже дека знаеме ситуационо да го користиме македонскиот јазик. Ситуационата употреба на македонскиот јазик е достигнување од 1945 до денес. Значи за овие 80 години од конечната кодификација на македонскиот јазик, добивме генерации македонци и воопшто граѓани во нашата држава кои што целото свое образование го стекнале на македонски јазик. И на тој начин ја стекнале и можноста, моќта да можат ситуационо да го користат македонскиот јазик. Според вас, каде најмногу се прават грешки во секојдневниот јавен говор? Значи, непознавањето на ситуационата употреба придонесува за правење на грешките. Исто така, имав јас истражување пред повеќе години, кое што покажа дека темата за разговор исто така е многу битна на тема дали ние ќе правиме или нема да правиме грешки. Се покажа, ова го правев на студентска младина, затоа го кажувам, се покажа дека во кафуле зборуваме колоквијално или на својот дијалект, дома, во семејството, со пријателите и така натаму. Меѓутоа и во такви ситуации, а додека треба да зборуваме, и кој колку може и колку знае, треба на факултет, на испите, вака пред медиум, да знае да се изрази на стандарден македонски јазик. Меѓутоа, темата за разговор е многу битна. Дали ние ќе зборуваме за вчерашното кафе пиење, нели, и за синоќешното дружење,
или пак ќе зборуваме за професијата, можеби за религија, можеби за политика, во тој случај се наметнува употребата на стандардниот македонски јазик. Тоа само покажува дека македонскиот стандарден јазик 1945 со заокружувањето на кодификацијата е поставен на здрави темели. Здравите темели овозможиле 80 години со многу мали промени во правописот ние да напредуваме и да можеме да го користиме македонскиот стандарден јазик онака како што треба. Но истовремено да знаеме и ситуационо да го користиме јазикот и да си дозволиме дијалект во семејството, да си дозволите вие младите жаргонска употреба во разговорниот јазик и така натаму. Според вас, во каква состојба ги одбележуваме овие 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, односно дали е задоволителен третманот на македонскиот јазик во нашето општество? Секогаш може многу повеќе. Ние последниве години а сето тоа се разбира било и со поддршка од државата, значи објавивме толковен речник на македонскиот јазик. Потоа беше електронското издание на толковниот речник на македонскиот јазик, кој што до ден денес е нели лесен за електронска употреба. Потоа го објавивме најновото издание 2015 на правописот на македонскиот јазик, па по 2 години го ставивме исто така да биде електронски достапен до сите граѓани на правопис.мк. Потоа оваа година, минатава година го завршивме атласот, дијалектниот атлас на македонските говори, го објавивме. Пред тоа имавме проект за јазикот во македонската народна поезија и проза и тој го завршивме. Значи секоја година излегува свеска. Минатата година излезе вториот том од речникот на црковно-словенскиот јазик од македонска редакција, што за нас научниците е многу битно. Значи еве го сега се работи етимолошкиот речник. Сакам да кажам дека се вложувало, најголемо достигнување, морам да кажам, е вработувањето на 16 млади луѓе, од кои 13 во научниот кадар. Тоа беше една голема можност за нас да привлечеме, да внесеме во институтот млади луѓе кои што потоа ќе продолжат со проучувањето на македонскиот јазик. И морам да кажам дека пред нас останува правењето на корпусот. Со оглед на тоа што во минатите неколку години се дигитализираа сите 9 картотеки на Институтот за македонски јазик, собирани пред тоа со децении, во кои што имаме ние стари материјали од средниот век, од сите дијалекти во Македонија, од сета литература што е објавена кај нас и така натаму. Значи сега е време за правење на корпус. Јас морам да кажам дека Институтот за македонски јазик има доволно обучен, едуциран кадар за правење на ваков корпус и еве први дознавате, денес ќе побараме од државата да не поддржат, да ни дадат средства, ресурси за да можеме да го направиме и првиот корпус на македонскиот јазик. Знаете како? Има некои работи што си доаѓаат со времето и ние не можеме да останеме единствената држава без корпус на македонскиот јазик. А еве, сите подготовки ни се направени, значи само ни треба уште техничка поддршка и се разбира таа техничка поддршка бара средства. Пред самиот крај ќе прашам и за законот за употреба на македонскиот јазик кој беше усвоен лани во јануари во собранието, но се уште не е стапен на сила. Како го коментирате ова? Значи сметам дека тоа што 2024 година беше изборна година се одрази на почетокот на примената на новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Да се потсетиме, минатата година за овој закон гласаше и тогашната власт и тогашната опозиција.
Значи, има консензус по ова прашање, затоа очекувам дека наскоро, еве слушнав дека веќе е избрана директорка на инспекторатот, очекувам наскоро да се формира целиот инспекторат и тоа да биде веќе една контрола на употребата на македонскиот јазик. Но истовремено апелирам до сите државни институции, до институциите од локалната самоуправа, до медиумите, што повеќе да вработат лектори. Затоа што освен институцијата што ќе има обврска пред инспекторатот, да има ангажирано лектор, лекторот ќе одговара за квалитетот на лекторираните текстови и за својот подпис. Ќе мора да стои за својот подпис, така што па ова ќе се одрази на запишувањето на нови студенти на катедрите за македонски јазик. Значи, и сето тоа всушност ќе придонесе за поголема свест кај народот и за поголема употреба на македонскиот стандарден јазик. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ставиме акцент на овој ден во рамки на нашата емисија. Ви благодарам и јас. Ние ве поздравуваме од пред Институтот за македонски јазик Крста Петков Мисирков, а пред самиот крај предлагам и да ја погледнеме спроведената анкета на терен, каде ги прашавме нашите сограѓани дали доволно го негуваме македонскиот јазик и се разбира како според нив правилно да го негуваме истиот. Дали сметате дека доволно го негуваме македонскиот јазик и како треба да го негуваме? Але треба да го негуваме, што да ви кажам, Со песни, со филмови. па и со песми, и со филмови. Треба да го надуваме така како што потребно и граматички, а не само да се избориме. А го негуваме? А иначе јас сум албанец, али колку што можам. А се негува доволно според вас? Па некој зависи од колку човекот го сматил и го учил тоа. Па не учиме литературно уште во основните училишта од почетокот, во стартот, и тоа е штета.